Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ. Ангел Данов. Среда, 5 август 2026. Добра вечер, Дневник на КТВ. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев во своето гостување во емисијата ТВ Објектив на КТВ телевизија даде осврт на досегашната работа, поддршката од граѓаните и финансиската стабилност на општината. Во однос на критиките од опозицијата и скептиците кои најавуваа блокади или презадолженост на општината, градоначалникот нагласи дека резултатите на терен ги демантираат таквите тврдења. Со оглед на третиот мандат кој што го отпочнавме, со оглед на максималната поддршка од нашите сограѓани на претходните избори кои што беа неполни пред 7-8 месеци и советот кој што функционира беспрекорно во интерес на општина Кавадарци на чело со председателот на Советот Стојан Черемов, општинската администрацијата и сите јавни предпријатија, а на крајот кога благодетот го црпат граѓаните, а тоа е на нивно задоволство, дали инфраструктура, безбедност, стандард или било од која друга гледна точка што се ингреденција на општината, тоа е единствената мотивација за прво лична мотивација, а второ и тенденцијата на работа која што ја имаме во континуитет веќе 9 година. Очекувањата на опозицијата и на некои песимисти кои што не критикува и беа дел од кампања или дел од секојдневие дека ќе опадне целото работење, па презадолжена општината, па ќе се ликвидира, па ќе иде у стечај, не знам како. Ево не само покажуваме дека сме во уште подобра динамика и на изградба, и финансиска, и реализирана ситуација, исто како да сме прв ден на работа. И она за крај би кажал, токму тоа е и нашата храна, поготово мојата храна е гледањето на граѓаните дека имаат подобар стандард, подобра инфраструктура и дека општина Кавадарци се разликува од другите општини. Надпреварот постоje од спорски па политички и би рекол и у било која друга сфера, така да јас сакам да се надпреварувам и гледам дека сме општина од највисок ранг во делот на развој и раст. Напредува изградбата на новиот биопазар во Кавадарци, инвестиција од 26,5 милиони денари. Изградбата на биопазарот во Кавадарци ќе обезбеди современ, уреден и сертифициран простор каде локалните земјоделци, органски производители и мали семејни бизниси ќе можат директно да ги продаваат своите производи без посредници, по фер цени, со зголемена доверба од потрошувачите. Со овој капитален проект, општината инвестира во 3 столба: здравието на граѓаните, економската моќ на нашите производители и одржлива иднина на Кавадарци. Инвестицијата е на општина Кавадарци во вредност од 26,5 милиони денари плюс ДДВ. Се решава децениски проблем во Росоман, се гради атмосферска канализација од близу 1 километар. Во општина Росоман во тек е поставување на атмосферската канализациона мрежа со вкупна должина од 965 метри, со вградување на ПВЦ цевки Фи-1000, со што трајно ќе се реши одводнувањето на атмосферските води на оваа локација. Паралелно со изградбата продолжуваат сите предвидени инфраструктурни активности кои ќе овозможат комплетно уредување на овој дел од населбата. Општина Росоман продолжува со силна динамика и реализација на капитални инфраструктурни проекти кои носат долгорочни придобивки за сите граѓани. Општина Неготино ќе оттуѓува градежно земјиште во сопственост на Република Македонија. 4 парцели се со намена Г2 во новата индустријска зона, а 4 се со намена А1 за домување на различни урбани локации во градот. Општина Неготино упати известување дека во тек е објава за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање. Во објавата се опфатени 4 градежни парцели со намена Г2, лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија во новата индустријска зона покрај регионалниот пат Р1102
Велес Неготино Демиркапија и 4 градежни парцели со намена А1, домување во семејни станбени куќи на различни урбани локации во градот. За повеќе информации, сите заинтересирани можат да се информираат кај стручните служби во општина Неготино. Владата на Мицкоски веќе договорила прифаќање на францускиот предлог, обвини на денешната пресконференција Андреј Жерновски од СДСМ. Ви благодарам денеска за вашето присуство. Ние сакаме преку вас до граѓаните да соопштиме една многу важна вест. Таа е поврзана со она што го слушнавме од министерот за надворешни работи, Тимчо Муцунски, дека постои, цитирам, таен договор за започнување на преговори со Европската унија. Денеска оваа пресконференција посветена токму на тоа, односно да го разоткриеме како опозиција тој план. Почитувани граѓани, се подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да не ги продадат. Се сеќавате, се започна со некакво одложено действие, па потоа со специјални услови, па потоа дека ќе имаме за нас некакви посебни договори и така натаму. Па најновото што го слушнавме од Мицкоски дека ќе сме влегле во Европската унија, ама без право на глас. Сето тоа падна во вода и веќе нема простор за нови импровизации. Единственото нешто што сега го прави човекот кој што седи позади мене и сите околу него е како оваа лага која што им ја продадоа на гласачите да ја представат како победа. Како да покажат дека тоа не е лага. Се обидува да направат стратегија како да го прикажат како победа она што до вчера за нив беше лага и велепредавство. Из целата таа стратегија тоа што денеска се случува во овие простори. Затоа што како поинаку ќе се објасни дека СДСМ бил во право? Како ќе се објасни дека токму врз тие лаги дојдоа на власт? Ова сакам да ви го објаснам со тоа што сите заедно, и како политичари, и како новинари, и како граѓани, се зачудивме за наглиот пресврт во политиката и дипломатијата на Тимчо Муцунски. Се започна со тоа кога самиот призна дека ние не сме северно-македонци, како што они тврдеа кога беа во опозиција, дека ние не зборуваме северно-македонски јазик, како што они тврдеа кога беа во опозиција, туку напротив, дека денеска сме македонци и дека зборуваме македонски јазик. Тоа не беше доволно за да се подготви теренот. Уште подлабоко дојда неговите уверувања дека, замислете, протоколот не е дел од преговарачката рамка. Нешто што беше основа клуч за напад врз тогашната власт, денешната опозиција, врз СДСМ, нешто врз тоа ги добија изборите. Предходно, председателката на државата веќе призна дека јазикот, културата, националниот идентитет се заштитени, ја цитирам, токму со Преспанскиот договор. Потоа го имате Тимчо Муцунски, повторно се изјави и возвишување на НАТО дека е најдоброто нешто што ни се случило, дека гарантира безбедност за граѓаните. Затоа сакаме да одржиме оваа пресконференција за да им објасниме на граѓаните што сега се случува и каква стратегија подготвува владата на Мицкоски. Предстојуваат денови кога граѓаните, особено оние кои што ја дадоа поддршката на ВМРО, ќе им стане јасно дека тоа беше партијата која што во основа на лаги дојде на власт и која што се уште со лаги владе. Доаѓа време кога ќе стане јасно дека СДСМ ја зборуваше вистината, дека СДСМ превзеде обврски, гласаше одлуки кои што беа за добробит на граѓаните. Тешки, меѓутоа за да добиеме просперитетна Индина и да ги зачуваме младите во нашата држава. Доаѓа период кога ќе сведочиме за една победа на политиките и визионерството на СДСМ, но и пораз на политиките и на лагите на ВМРО.
Владата ја унапредува енергетската независност преку зелена транзиција, порача на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Почитувани, приоритет на владата од превземање на власта беше да ја зачува енергетската сигурност и да ги постави темелите на енергетиката, со најголемите законски реформи во последната деценија и силен инвестицијски циклус во обновливи извори за енергија и енергетската ефикасност. Усвоивме нов закон за енергетика, целосно усогласен со европските директиви и поздравен од Европската енергетска заедница, како и интегрираниот национален план за енергија и клима од 2025 година до 2030 година, со кој за прв пат се воспоставува систем за следење на процесот на декарбонизација. Со тоа создадовме стабилна и предвидлива правна рамка, што обезбедува сигурност за граѓаните и привлекува сериозни инвестиции. Во делот на обновливите извори, заклучно со 1. јуни 2026 година, пристигнаа над 800 инвестицијски иницијативи по јавниот повик за 2027 година. Финализиран е и проектот за државен батеријски систем со капацитет од 300 мегават часови во соработка со ЕБОР, воведена е обврска за батеријски системи за складирање енергија, воспоставен е ГИС систем за дигитализација на постапките за ветерна енергија. Исплатени се над 50 милиони денари поддршка за производството од обновливи извори. А новиот закон за обновливи извори е во собраниска процедура. Ова значи поголема домашна енергетска независност и помала изложеност на ценовните шокови. Усвоен е тригодишен план за реконструкција на 14 државни објекти во кои се сместени 33 институции, вреден 11 милиони евра. Обезбедени се дополнителни 50 милиони евра во соработка со АФД, 18 милиони евра преку Светска банка и почетен капитал од 5 милиони евра за независен фонд за енергетска ефикасност. Со новиот закон за енергетска ефикасност воведовме обврска секоја година да се реконструираат најмалку 3% од јавните згради, како и задолжително поставување соларни панели на новите и реконструирани јавни објекти. Ја активиравме праведната енергетска транзиција преку Советот за праведна транзиција и 61 конкретна мерка со кои се обезбедува зелениот премин да биде економски одржлив и социјално праведен. Обезбедивме и силна меѓународна поддршка од 65,7 милиони евра од Европската комисија преку планот за раст за Западен Балкан. 5,2 милиони евра ИПА средства, како и забрзување на реализацијата на енергетските интерконектори со Албанија, Грција и Србија. Почитувани, продолжуваме да градиме енергетски систем кој е сигурен, модерен и одржлив, во интерес на секое домаќинство и идните генерации. СДС и Филипче со години молчеа за небезбедната вода, а денес глумат загриженост за граѓаните, рече на пресконференција портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Социјалдемократскиот сојуз и Филипче се обидуваат да соберат политички поени на темата вода во Гостивар. А со години не кажаа ниту збор за случаите на небезбедна вода кои биле евидентирани додека токму тие ја водеа државата. Деновиве јавно објавивме документи кои јасно покажуваат дека надлежните институции во нивно време располагале со информации за небезбедна вода во повеќе населени места. Но, наместо решение и транспарентност, граѓаните добија молк. Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче должат одговори на 3 едноставни прашања. Првото е зошто не ги известиле граѓаните за наводите. Второто е колку од тие случаи биле целосно отстранети. И третото и најважно, со кое лице денес бараат одговорност за нешто што самите со години не го решавале. Не може исти луѓе, кои со години беа власт, денес да се представуваат како да немаат никаква одговорност за состојбите што ги оставиле зад себе. Наместо политички театар, Социјалдемократскиот сојуз и Филипче треба да им објаснат на граѓаните зошто ништо не направиле додека имаа целата институционална моќ во своји раце. Хистеријата во Социјалдемократскиот сојуз е на завидно ниво. Талогот од Социјалдемократскиот сојуз веќе не знае што повеќе да излаже. Ке ве подсетам, лажеа со години дека ќе банкротираме во 2024 година, во 2025 година. Еве сега сме 2026, не банкротиравме, а лаже дека ќе банкротираме и оваа година. Лаже и за ИПАРД програмата дека ќе биде блокирана, дека парите нема да бидат наменети за земјоделците, но еве и таа лага се распрсна како меур од сапуница.
Лажеа за мигрантите, ќе ве подсетам, велеа дека ќе дојдат во март, април, мај, јуни, еве сега сме август, нема ни трага ни глас од никакви мигранти по договорот со Обединетото кралство. Лажеа за извештајот на европратеникот Томас Вајц. Лажеа сега денес слушаме и за дека тоа ќе го прифатиме ние тој француски предлог. Ние во собранието имаме 2/3, доколку сакавме да го направиме тоа, ќе го направевме, немаше да чекаме волку голем период. Да резимирам, се што говори талогот од Социјалдемократскиот сојуз е сосема спротивно од вистината. Скопје и Гевгелија домакини на Европското првенство за кошаркари до 16 години. Нашите кошаркари ќе бидат во група со Хрватска, Украина, Швајцарија, Исланд и Кипар. Европската куќа на кошарката ФИБА продолжува да ја укажува доверба на Кошаркарската федерација на Македонија кога станува збор за организација на меѓународни настани, особено за помладите категории. Во изминативе години Македонија беше домакин на повеќе младински европски првенства на кои постави високи стандарди во организацијата. Македонија уште еднаш ќе биде во центарот на европската младинска кошарка, бидејќи од утре, 6 август, па се до 15 август, Кошаркарската федерација на Македонија ќе биде организатор на Европското првенство од Б дивизијата за кошаркари под 16 години под покровителство на ФИБА, кој ќе ги обедини најдобрите европски кадетски селекции. Домакини на шампионатот ќе бидат Скопје и Гевгелија, два града со богата спортска традиција и значајно место на кошаркарската мапа на Македонија. Во Скопје надпреварите ќе се играат во Т-арена, современ спортски објект кој во изминатите години беше домакин на бројни домашни и меѓународни кошаркарски настани. Како главен град, Скопје повторно ќе ги отвори своите врати за младите европски кошаркари, официјалните лица и бројните љубители на кошарката. Гевгелија од друга страна е град кој веќе има богато искуство во организација на европски кошаркарски надпреварувања и сега повторно ќе биде важен дел од шампионатот. Надпреварите ќе се играат во спортските сали НБ Ноел и 26 април, објекти кои претходно успешно биле домакини на меѓународни кошаркарски настани и кои нудат одлични услови за игра и организација. Со организацијата на ова европско првенство, Кошаркарската федерација на Македонија продолжува да ја реализира својата стратешка определба преку успешно домакинство на големи меѓународни надпреварувања да придонесува кон развојот и афирмацијата на македонската кошарка, но и кон промоција на државата како препознатлива спортска дестинација во Европа. Европското првенство во Скопје и Гевгелија ќе собере 22 репрезентации кои ќе се борат за трите места што водат во дивизија А за 2027 година. Македонија ќе настапи на овој турнир во групата Б заедно со селекциите на Хрватска, Украина, Швајцарија, Исланд и Кипар. Двете најдобро рангирани репрезентации од 4 групи ќе одат во четвртфиналето, додека останатите ќе разигруваат за пласман. Времето утре ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Попладне во планинските региони ќе има услови за краткотраен дожд и ретка појава на грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец, а температурата до 39 степени. Многу повеќе ќе најдете и на нашата веб страна ktv.mk, а исто така и на нашата официјална Facebook страна. Благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.